mktenis.mk денес прави кратка репортажа од детскиот турнир во црвен тенис Играј и победи. Ovde imаме присутни деца и од 4 клуба и 3 града од Балканот. Прво ги поздравуваме децата на клубот Домакин. Од денеска тој клуб се вика Play and Win, Играј и победи. Јас сакам децата од тој клуб да дигнат рака да видиме кои се Play and Win. Па ние сме домакини, бе, ние овде од Скопје. Па така, вие бевте полос, јас сте плен. Разговараме со Вилма Марковска, представник на дечи свет тениса од Белград. Мотото на турнирот е Играј и победи. Која е основната цел на турнирот? Ова се турнирчиња од системот на Тенис Тенс. Тоа е програма на Светска тениска федерација и Тенис Европ, со кој што се промовира детскиот тенис. Значи, како децата на наједноставен и најлесен начин да се вклучат во надпреварувањата до 10 години. Има систем кој што подразбира црвени, портокалови и зелени турнири и како се зголемува возраста на децата, така расте и се менува тенисот кој што го играат. Со промената на овие правила, Светската тениска федерација ни овозможи нам, на тениските работници, на тениските клубови и тренери, да на што поедноставен начин ги вклучиме што поголем број на деца во оваа приказна и ја направи, го доведе тенисот на едно ниво да е тоа една сосема обична едноставна игра за деца. Кој го организира турнирот? Организатор на овој турнир е тенискиот клуб Play and Win, затоа и името на овој настан, да кажеме, е Играј и победи, во соработка со Сдруженијето од Белград Дечи свет тенис. Кој учествува на турнирот? Учествуваат на овој турнир прв настан. Повеќе би го нарекла ова настан отколку турнир. Учествуваат дечиња од 4 клуба и од 3 града на Балканот. Значи имаме дечиња од Белград, од Штип и од Скопје, а од клубовите тоа е тенискиот клуб Play and Win, тенискиот клуб Астибо и АТК од Скопје. Што учат дечињата со учество на вакви турнири? Со учество на овие турнири децата на едноставен и начин без притисок учат, ги совладуваат, ги прават првите чекори во тениското надпреварување. Тие учат колку е важен секој еден поен во тениската игра, учат како тоа изгледа, значи како почнува мечот, како тече поенот, како завршува мечот, учат што значи да победуваш, што значи да губиш и учат како да се носат со сите притисоци што самата игра и за жал ние возрастните околу ги поставуваме за нив. Кажете ни нешто повеќе за дечи свет тениса. Дечи свет тениса е здружение од Белград, поточно здружението е Свет тениса, е настана како заедничка идеја моја и на мојата партнерка Гордана Јаковљевиќ од Белград. Идејата е да го промовираме дечиот спорт и да го промовираме дечиот тенис на малку поедноставен и поубав и поприфатлив за децата начин. Најчесто се бавиме со настани, проекти кои што вклучуваат не само деца кои што се вклучени во тениските клубови, туку и деца кои што немале можност да заиграат тенис. Тоа се деца од селски средини, деца од средини кои што, да кажеш, каде што амбиентот наведува на некој друг спорт. Правиме да тоа биде прифатливо, интересно и по можност ги вклучиме и ги интегрираме во постоечките системи кои што постојат во секоја држава. Една од основните идеи е да умрежиме што е можно поголем број на градови, луѓе,
клубови од Балканот, затоа што чувствуваме дека тоа итекако фали на овие простори. Пред неколку недели имавме гостување на дечиња од Штип во Белград, кои што покрај тенисот ужива во градот, се прошета, запозна некои нови другари, видеа некои знаменитости на Белград. Идејата е да тоа го продолжиме, значи да децата од Белград, од Србија дојдат тука, да одиме можеби во Словенија, Хрватска, каде год не повикаат и на кого се сетиме да биде поканет, да биде наш гост. Србија има поголем успех во тенисот. Што е потребно за да се подобри детскиот тенис во Македонија? Па вака сега, тоа е прашање на кое што може да се зборува со сати. Пред се Србија има поголем успех во професионалниот тенис. Професионалниот тенис е нешто што е сосема различно од детскиот тенис и од клубскиот тенис и јуниорскиот, да кажам. Потребата од детски тенис се јавува и во средини каде што има успех во професионален тенис и каде што нема. Со детскиот тенис се создава база на дечиња кои што здраво растат, кои што се бават со спорт, кои што учат што значи вистинскиот живот преку спортот. Учат што значи да губат, да победуваат, да се радуваат, да тагуваат и што поголем број на деца вклучиме во таа приказна, веројатноста дека на овие простори, дали во Србија, дали во Македонија или пошироко ќе се појави новиот Ноле, е се поголема. Се додека приказната се мистифицира, се додека се прави табу од целата таа работа, дека е тоа скап спорт, дека е тоа спорт со кој што се бават само одредени луѓе, резултати нема да има. И новиот Ноле нема да биде многу брзо пронајден. Битно е децата да играат и да живеат и да растат со овој спорт. Дарко Марковски е главен тренер на тениската школа Play and Win. Кажете ни нешто повеќе за вашата тениска школа Игра и победи. Вака нашата тениска школа функционира веќе 2-3 години. Почнавме во хотелот во Александар Палас, значи таму се нашите почетоци. Таму функционираме непрекинато скоро 3 години и сега од минатата година почнавме да функционираме и на овие терени тука во Никола Карев. Значи, школата брои више 30 на 40 деца, бројката секоја година се зголемува све повеќе и повеќе. Почнуваме да играме и најразлични надпревари, еве денеска конкретно на овој надпревар имаме 10 учесници од нашата тениска школа. И понатаму и почнуваме на другите надпревари кои што се во поголеми категории, да речеме. Со какви терени располагате? Овака, тениската школа ни функционира во Александар Палас хотелот на тврда подлога и сега овде функционираме значи на земјана подлога. Имаме и тие што се најбарани во светот. Кои услуги ги нудите? Имаме пред се, значи наша дејност е да ги научиме децата да играат тенис. Услуги, значи секако организираме играње на тенис, значи во групни часови и имаме индивидуални часови. Според мене, значи двете и групните и индивидуалните часови се многу важни за децата. Значи и групните поради нивното дружење, 5-6 деца во група е сепак различно отколку еден индивидуален час сам. И тоа на двете, и на групните и на индивидуалните часови ставаме акцент. Што ќе им препорачате на заинтересираните кои сакаат да научат да играат тенис? Па ќе им препорачаме секако да дојдат во нашата тениска школа и да дојдат да пробаат, да видат како и се надевам дека ќе бидат задоволни, па понатаму ќе останат да соработуваат со нас.